Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Габриела Мисовска, наставничка во Основното училиште Димо Хаџидимов од Скопје. Оваа видеолекција е наменета за учениците од прво оделение по наставниот предмет музичко образование. Што ќе учиме на овој час? На овој час ќе научиме што е брзозборка, ќе се оспособиме да ги препознаваме брзозборките и да ги изговараме со јасна дикција во одреден ритам и динамика. Со еден збор денеска ќе учиме што е брзозборка. Брзозборките, ученици, се кратки целини кои треба брзо и точно да се изговараат. Тие можат да бидат измислени од народот или напишани од некој автор. Нивна цел е да го вежбаме нашиот говор. Постојат многу брзозборки, но првата на која јас се сетив е следнава. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Ајде сега сите заедно да ја повториме. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Бидејќи научивме, ученици, како се изговараат брзозборките, да пробаме сите заедно да ја кажеме брзо и точно оваа брзозборка. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Ајде уште еднаш. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Браво, дечиња! Какви чувства предизвика кај вас брзозборката додека ја слушавте? Значи, брзозборките имаат забавен карактер, но служат и да не подучат. При изговарањето на брзозборките се прават грешки и затоа тие предизвикуваат весело расположение. Брзозборките ни помагаат во размрдување и зајакнување на мускулите на лицето и јазикот, така што го подобруваат нашиот изговор. Ајде, дечиња, сега да ја повториме брзозборката со брзо темпо и со плескање на рачињата. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Ајде побрзо. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Ајде да видиме уште побрзо. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Браво, ученици! За домашна задача погледнете ја песничката за брзозборка која ја пеат вашите другарчиња од следниот линк. Ви благодарам на вниманието и довидување.